Преглед на настаните во дневникот. Во Охридската болница се вработија 7 специјализанти. Првите случаи на мајмунски сипаници во Македонија се 2 пациенти од Скопје. Охрид ќе пулсира со енергијата на планинското трчање на 7-миот Охрид Ултра Трейл. Се одбележуваат 120 години од Националниот ден на власите. Храната на Балканот и во Европа е неоправдано скапа, покажала анализата на Европската Унија. За најавените и останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 24 степени Целзиусови. Во сабота над Европа ќе бидат активни неколку синоптички системи кои што во најголем дел од Европа ќе условуваат нестабилно време со поројни врнежи од дожд и грамотевици. На Пиринејскиот полуостров и во западна Европа стабилно и топло време. Утре во јужните предели на Балканот ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Локално со поројни врнежи од дожд и посвежо време со пад на температурите. Во северните, централните и североисточните предели ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 15 до 28 степени. Во Македонија во сабота ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо со пад на дневните температури. Во попладневните и во вечерните часови ќе дојде до интензивирање на врнежите, па локално се очекува да наврнат и до 20 литри. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 6 до 15 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 14 до 25 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо со минимална температура од 10, а максимална до 19 степени Целзиусови. Врнежливото и нестабилно време ќе продолжи и во недела со пообилни врнежи од дожд. Локално се очекуваат и до 20 литри дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во понеделник во утринските часови врнежите ќе престанат и во текот на денот ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и температура до 17 степени. Во вторник умерено облачно и потопло време со сончеви периоди. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора, стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. 7 приватни специјализанти потпишаа договори за вработување во Охридската болница. Тие ќе го пополнуваат недостигот на кадар во клучните оделенија, особено во текот на летната туристичка сезона, кога има зголемен обем на работа. Во Охридската болница од денес со работа почнаа 7 приватни специјализанти: анестезиолог, радиолог, инфектолог, педијатар, хирург и 2 гинеколози. Ги потпишаа договорите. Тие ќе го пополнуваат недостигот на кадар во клучните оделенија, особено во текот на летната туристичка сезона, кога има повеќекратно зголемен обем на работа. Изразувам огромна благодарност пред се за овој проект на владата на Република Македонија, кој што мора да кажам е половичен. Значи, ова е првата половина од вработување на 300 приватни специјализанти во јавните институции. И ја користам оваа прилика да апелирам и да ги мотивирам и останатите колеги кои што се од нашиот југозападен регион да се пријават во втората половина од проектот, значи кога ќе бидат вработувањата и на наредните 300 приватни специјализанти, да се приклучат на нашиот тим и да допридонесат за зачување на здравјето и на нашите граѓани и на граѓаните од околните градови во регионот. Значењето е големо со оглед на тоа што ќе го напоменам фактот дека само во овие 8 месеци замина 10 специјалисти колеги во пензија или во приватни установи, така да дефицитот колку толку ќе се пополни, нема да се задоволи во никој случај, меѓутоа јас верувам затоа што имаме и доста специјализанти кои што се пуштени од самата установа. Младите лекари велат својата кариера сакаат да ја градат во родниот град. Желба ми беше уште од малечка да се вратам и да работам тука во Охрид, во нашиот град. Се надевам на поголеми успеси тука. Има дел колеги кои размислуваат за надвор од државата, меѓутоа повеќето колеги би сакале да останат тука и ме радува тоа што повеќето колеги би сакаат и да се вратат во градовите од каде што потекнуваат. Веќе почнуваат некои идеи за правење на регионални центри. Охрид е еден од тие градови кои што би требало да добие регионален центар. Со тоа што ќе бидеме примени, се надевам дека ќе придонесиме да тоа биде што успешно. Во Охридската болница недостигаат уште 30 лекари специјалисти. Комплетно кадровско екипирање на установата се очекува за неколку години, бидејќи има испратено 35 своји специјализанти.
Директорката на Институтот за јавно здравје доктор Марија Андоновска на денешната пресконференција информира дека двајца пациенти, кај кои вчера беа потврдени мајмунски сипаници, се од Скопје. Пациентите се двајца мажи од Скопје на возраст од 40 и 44 години, кои не патувале надвор од државата и не се поврзани пациенти. Директорката на Институтот за јавно здравје кажа дека едниот пациент е хоспитализиран на инфективната клиника во Скопје, а според нејзините информации, другиот се уште не е хоспитализиран. Андоновска и заменик министерот за здравство Јовица Андовски апелираат до граѓаните да не се шири паника, бидејќи брзо и навремено институционално се превземаат сите потребни мерки. Андоновски рече дека попладнево ќе заседава Комисијата за заразни болести. Мајмунските сипаници се вирусна болест, а симптомите се слични како и за другите сипаници: осип, температура, треска, болки во грлото, главоболка, мускулна и грбна болка, слабост и отечени лимфни јазли. Од човек на човек се пренесува преку контакт со заразен материјал од повреда или течности од кожата и устата, при сексуален контакт и преку контаминирани предмети, облека, постелнина, игли и друго. Охрид повторно ќе пулсира со енергија и адреналин кој со себе ги носи планинското трчање. Седмото издание на Охрид Ултра Трейл донесува рекордни 650 учесници од 42 земји. Спортско-рекреативниот спектакл започнува вечерва со стартот на кралицата на трките долга 107 километри. Седмото издание на Охрид Ултра Трейл започнува вечерва и носи рекордни 650 учесници од 42 земји. Настанот годинава го потврдува статусот како водечки во светот на планинското трчање во регионот, а прераснува и во интернационален спортско-рекреативен спектакл. Љубителите на трчањето на планина ќе уживаат во 5 трки со различна должина и тежина, распоредени во 2 дена. Кралицата на трките во должина од 107 километри стартува вечерва во 23 часот од плоштадот во Охрид. Галичица Ултра долга 65 километри стартува утре во 7 часот од Свети Наум. Од истата локација, 1 час подоцна, стартува 42 километарската Самоцка. Трката Летница на 21 километар стартува од Велгошти. Јуниор Трейл во должина од 10 километри, која стартува во 11 часот од Рамне. Годинава е отворена за сите и за рекреативци и за почетници, со бесплатно учество за јуниорската категорија од 13 до 18 години, со што се поттикнува спортувањето и активниот животен стил кај тинејџерите. Поради најавите за неповолна метеоролошка состојба и невреме, организаторите годинава беа приморани на измени на дел од рутите. Апсолутно ги следиме сите светски трендови, би рекол. Ултра трейл трчањето како во нашата држава, така и глобално во светот зема се поголем замав. Така да мислам дека успешно се справуваме веќе 7 година да оделиме на оние предизвици кои што си ги носат светските стандарди. Апсолутно се запазуваат сите светски стандарди. Мора да се напомене дека безбедноста е пред се. Па така оваа година ние не можеме да се играме со природата, нели? И бевме приморани да измениме дел од рутите. Поради лошите временски услови кои што се особено влошуваат во текот на саботата во попладневните часови, би рекол негде околу 3. Тога се очекува најлошо време и препораките се сите тркачи во тој период да бидат што подалеку од таа зона. И поради тие причини високата зона во целост. Впрочем и најатрактивните делови на Галичица оваа година за жал тркачите немала можат да уживеат, ама сепак она трка од 40 километри, нокниот дел за 107 километарската трка ќе се покрај делот на Охридското езеро, во пределот на село Трпејца, реката Черава, изворите на Свети Наум, така да ќе име доста и тие да уживеат. Сите патеки водат низ величествените предели на Националниот парк Галичица, финишот е традиционално на градскиот плоштад. Трета година поред настанот е дел од Europe Trail Купот, каде се надпреваруваат некои од најдобрите европски трейл тркачи. Оваа година трката на 65 километри Галичица Ултра воедно ќе биде и квалификацијска трка во скайранинг дисциплината Sky Ultra. Македонија има репрезентација скайранинг, трчање на планини, на високи планини. Од оваа година имаме формирано официјално лига во која што има 5 трки, меѓу кои Охрид Ултра Трейл со дисциплината 65 километри. Решивме оваа година оваа трка да биде дел од календарот на скайранинг лигата и да биде
трка која што ќе избере едно машко и едно женско која што ќе ја представуваат Македонија, значи ќе бидат дел од репрезентацијата и ќе ја представуваат Македонија на европското првенство во Skyrunning кој што годинава од 4 и 6 јули ќе се одржи во Италија. Денеска во спортскиот центар Билјанин избори се одржа Аутекспо, спортски аудор саем каде се доделуваа стартните пакети за сите трки, а во овој настан ги собра на едно место тркачите, љубителите на активен живот и професионалците од аутдор индустријата за размена на искуства, презентации и забава во очи на еден незаборавен спортски викенд во Охрид. 120 години од Националниот ден на власите. На 23 мај 1905 година турскиот султан Абдул Хамид II со посебен декрет ги признал власите како посебен народ, со посебен етнички, јазичен и културен идентитет на територијата на целата Отоманска империја. Овој ден представува символ на историската борба, идентитетот, културното богатство и континуираниот придонес на влашката заедница, која преку генерации остава длабок печат во општествениот, економскиот и културниот развој на Македонија. Оваа заедница секоја година достојно го одбележува овој ден со бројни манифестации на кои се презентира влашкиот фолклор, се организираат свечени академии и влашки вечери. ТВМ телевизија по повод одбележување на 120 годишниот јубилеј од Националниот ден на власите реализираше студиска емисија со представници на влашката заедница од Охрид, Александар Гоџо, Јордан Трца и Драган Коровешовски. Емисијата следува по првото издание на Дневникот на ТВМ. Градоначалникот Кирил Пецаков упати честитка до влашката заедница во Македонија по повод Меѓународниот ден на власите. Почитувани наши сограѓани власи, нека ви е честит Националниот ден 23 мај. Како заедница вие оставате големи траги во градењето на македонската држава и сте значаен дел од нашето мултикултурно општество со своји карактеристични обичаи и традиции. Вие сте лојални граѓани на својата татковина и секогаш работите и творите за нејзините интереси и сте нераскинлива нишка од македонската нација. Ова е значаен ден за вас. На овој датум со посебен декрет во 1905 година турскиот султан Абдул Хамид II ве признал како посебен народ со посебен етнички, јазичен и културен идентитет. Минете го овој ден во најдобро расположение и семејна хармонија, стои во честитката на градоначалникот Пецаков. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Имајте пријатен ден.